колега Талевски, ме чуди вашата послушност, бидејќи покрај бивш министер за внатрешни работи, бивш премиер, вие сте прв говорник од опозицијата и од вашата партија за интерпелацијата на министерот Тошковски. Но, од друга страна, свесен сум и зошто, бидејќи навистина, како твој сограѓанин и колега, знам дека многу повеќе од овие кои што ги кажав, можам да кажам дека не сумњам во твојата честност и затоа се зачудив зошто баш ти денеска те одбрале да зборуваш против Тошковски, кој навистина во изминатиот период покажа резултати. Во ваше време беше мислена именка да се случуваат вакви акции, разбивање на сериозни криминални групи кои работат со дрога и со оружје. Штета што бившиот министер за внатрешни работи и ваш координатор Спасовски ја напушти салата па да кажи како во негово време негов началник на полиција во Прилеп беше фатен со 700 килограми дрога. Спомнавте во Прилеп запалени возила, меѓу кои моето возило беше запалено во време на Социјалдемократскиот сојуз. Се смеете, колега Митрески, но и викендицата моја и возилото пред мојата куќа, пред очите на моите родители и деца беа запалени, па нема никаква одговорност и ништо не се случуваше. 24, 30 возила, не 24, во ваше време. И тој тренд продолжи, да, и после смената на власта. Но знаете зашто? Вие многу подобро од мене и од сите овде во оваа сала знаете кој, зошто и како ги палеше колите во Прилеп. И тоа се луѓе директно поврзани со подземни структури кои работат и се поврзани со Социјалдемократскиот сојуз и структурите на Социјалдемократскиот сојуз во Прилеп. Знаете што се случува моментално во болницата во Прилеп? Колку долгови зачека ова раководство сега во моментов и што пред некој ден се случуваше кога баш од МВР влегоа да ги испитуваат работењето на бившето ваше раководство. Се зборува за 2 милиони евра злоупотреба. Знаете и вие кои, чии и какви кадри таму и за кого одработуваа. Многу добро знаете. Друга работа. Врховен судија од Совет за јавно обвинителство фатени како земале мито за да му ветат слобода на еден криминалец, ваш градоначалник, кој пукаше на полицијата фатен со криминал, со трговија со дрога, пренесување преку граница. Срамота е ова што го правите.